Сега љубовта е моја религија. Со тебе имам се и доволно ми е да љубам и да постојам. А еве Адина во театар. Сега ќе ни каже нешто паметно. Види се сјајот. Или не? Што негде од далеки свет Ма и немој. реко ми како е волјeti лако, jer јуди су пчеле, а љубов и цвет. Излега. По музичкото парче на судиите, нарете следната тројка. Застани на буквата Т. Благодарам. Ќе ве замолам да се свртите на лево. Тивко, мирно да заминете од сцената. Добро вечер, I guess. Топ беше. Да. Ќе кажат они после. Да, после они ќе кажат Според нас. Задоволни. Ќе видите втора реакција. Ајде, сникате, сникате, го сникам. А имаме и други фотографии. Времето многу побрзо поминува ако сте пар. Се родија многу љубови на идол. Може би нема да признаете, но еве ви доказ. Нова група на сцената, нова кореографија, иста песна. Има ли некој што не ја научи досега? Упс. Нема простување, нема втори шанси. Дај ново дете. Дали Емилија ќе ја испушти својата шанса од трема? Сега далечна, веќе топлина на друга дава, а мене студени со ништа ме мача, ме Емилија нема проблеми со страф и трема. Свирете ја, зајди, тивко полека. Мене ми е та песна, гледам студена. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Па не една малку коreografија. Малце текстот го заборавивме и мелодијата како беше, ама пред тоа го знаевме текстот, најнаш се изгуби се. Тоа е магијата на сцената. Следната група прави последни кореографски подготовки. Ненад не беше фасциниран. Да видиме како судиите ќе ги оценат брановите. Анита, повели на буквата Т. Веќе топлина на друга тава, а мене студени со ништа ме мача, ке ме убија. Чашата е преполна, ме задушува, душава е уморна и ме напушта. Благодарам, Ана. Врати се назад. Девојки, мирно полака и скочите си од овдека. А изненадувањето беше тоа што кореографијата немаше бранови. Беа неутрални, буквално неутрални. Не можеме да забележиме ни според лицата, ни според гримасите што ги правеа, дали се задоволни или не се. Меѓутоа ќе видиме. Оваа група не би требало да има кореографски проблеми. Тука е мајсторот на сценската изведба, Јордана. Одвај чекаме да видиме.
сте? Да, вежбајте си, ја да не ве прекинам, нема време. Зајди, а? Кој од вас ја знае кој сега учи? Па нешто знаеме, нешто учиме. Чао пат, ама на работа. Има време? Има. Ако нема време да ме ставам последни. Ќе биде спремно се како што треба. Да. Ајде, ве оставам да работите, бидете вредни, бидете добри. И сега јасно е, Ова беше загревање и влегуваме внатре. ќе ме пози. Тоа, Ана. Свирете ја, зајди, тивко полека. Мене ми е та песна, гледам студена. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Добро, прв пат со матрица. Нормално е да не се влези на место. Како? Мислиш на ова? Рака е сега далечна. Ама важно е чисто интонативно да се отпее песната и да се научи со време како да се влегва на матрица и да се пее со неа. Свирете, ја soldier of fortune, тивко полека. I've been on my own so long, what you lend me your hand. Булгарија 12 poeng. Следната година Македонија. Млад си, дечко, имаш време. По овој прв блок од девојките судиите си дадува малку оддишка. Мала пауза од песната што ја слушавме и се уште ќе ја слушаме. Продолжуваме веднаш. Но најпрво да видиме што ќе гледате во вториот блок. Ивана се прикраде кај момците да ги слушне како пеат. Но Иван имаше други планови. А кога нашата камера ќе забележи нешто интересно, снима. Ивана не сакаше да излезе, па си најде работа. Беше вредна, па решија да и запеат. Но и тука им се мешаше. Таа сметаше дека текстот не им е веќе потребен. Пред да се појават кај судиите, мора прво да поминат кај Ивана. Во хотел Македонија недостасуваше само македонскиот идол. Но кога ќе го избереме, повеќе ништо нема да недостасува. А каде влегуваш ти додека Иван се облекува? И јас морам да знам се што се случува со кандидатите. Па и по цена да влезеш додека се облекуваат. Се во рамките на професионалноста. А момците, бога ми, озбилно си ја сватија работата, па ќе видиме што всушност правеа пред да настапат. А има што да се види. Да почнеме пред да почне она да раскажува. Во продолжение. Не, ја имам пеено полано песната, затоа немам некој тежок проблем, не ми е нешто тешко. Неправда, па тоа е неправда. Се зависи до жирито, не зависи до мене. Значи, ја тоа моето што го напред, го напред. Веќе ги слушнавме како пеат. Сега да видиме каква кореографија направиле. За повеќе ќе видиме на сцена. А како се пронашле тие за тројките? Коста ми е цимер, оние одмата од наредната соба. Првиот пат кога пеевме во група заедно со нив беше пред 2 аудиции. Значи бевме заедно тројцата еден до еден, ги слушнав како пеат и јас веднаш им пристапив уствари им реков дајте луѓе со ова сакам. И нешки да се сложи. Значи одмah што кога се видовме, кога се слушнавме, го чув како пее, кажав ние сме тројцата екстра. Што смислиле тројцата екстра момци?
spasi me. Sakam ženska luda fina, da vide kako lina. Mamo, spasi me. Nepravda, pa to je nepravda. Imaš ti, nemam ja. Si te vela teka mnogo varam. O, varam, no nema. Nepravda, pa to je nepravda. Imaš ti, nemam ja. Si te vela teka mnogo varam. O, varam, no nema. Dobro, стоп. Катастрофа. Ова е прв пат сите да се смеат на овој коментар. Е, тоа во животот, децо, некој има, некој нема. Nepravda, pa to je nepravda. Imaš ti, nemam ja. Una mattina mi son svegliato. Втор дел од екипата на Ајде. Ги гледаме низ објектив луѓето кои ве гледаа сите вас низ окото на камерата. А имавме и запросување во екипата. Честитки! Поздрав, колеги, да си работиме уште 100 години вака. Данските што живот значат. Некогаш на оваа сцена се играла представата чија си, денес можеби некој ќе ја пее таа песна. Кандидатите се подготвени како буре барут. Оние кои што ќе поминат можеби ќе наздрават со шампањ или шприца. А оние кои што веќе се на пат за некој дома, ќе се прашуваат мама е, кој ме натера. Па мислам дека има доволно време сите да се спремиме, така да тоа е. Треба да ја спремиме уште неколку пати па да смислиме кореографија. И сметам дека тоа е еден голем плюс, доколку има кореографија, привлекуваме повеќе внимание, пошто мислам дека сме тие што сме влегле, веќе сме докажале дека сме добри пеачи, сега треба да докажеме нешто друго. Доста беше зборување. Ајде да видиме акција. А кој е виновникот за оваа кореографија? Се ми се чини дека е оној што прв ќе прозбори. Sakam BMW Alpina, no nema ni zadrina. Mamo, spasi me. Sakam zaista dobro fina, da vide kako lina. Mamo, spasi me. Nepravda, ma to je nepravda. Imaš ti, nemam ja. Si vela teka mnogo varam. O, varam, no nema. Добивме пофалби за кореографија, дека сме многу добри. Јас ја спремав by the way. Знаеме веќе. Трпеливи еден спрема друг додека да ја научиме и мислам дека совладавме топ. Учениците беа супер. Морам да признам. Што? Да се добија задача креативно да се облагороди со кореографија својот настап е само уште едно отворање на прозорче кај нашите кандидати да видиме колку работи тоа нивно креативно делче. Во таа фаза мажите беа далеку пред жените. Јас би рекол двојно поквалитетни. Бев многу лута на девојките, бидејќи малку полесно си ја сватија својата задача. Морам да признам дека имаше фотокопии на настапи, но кај мажите добивме на вистина нешто што се нарекува мала сценска етида. Тоа е 3-минутно или полуминутно или минутно драмско дело кое го покрива или го подражава действието, пеењето напред. И тоа беше прекрасно.